Добар ден, централно издание на вестите. Еве што ќе гледате во нив. Илира Даути со процедура ја блокираше седницата. Неколку паузи и едно пратеничко прашање. Зошто не ги објавувате резултатите од водата во Гостивар? Овде има за Гостивар цело туце и за околината на Гостивар. Вие сте министер тогаш. Пасошот вратен со гаранција. Конзулот Марковски накратко заминал во Србија, па ќе се врател. 7 случаи со западно-нилска треска потврдени во земјава. 2 се борат за живот. Само еден патувал надвор од земјата. Сите пациенти се над 6 годишна возраст. Во моментов, само 147 пензионери земаат пензии од вториот столб. Придобивките од овој столб е рано да се почувствуваат. Воведувањето на вториот столб е токму заради релаксирање на врските на првиот столб. Пратеничката Илира Даути сепак попладнево го добила писмениот одговор од премиерот во однос на правичната застапеност. Претходно, повикувајќи се на одговори на процедура, Даути не сакаше да ја напушти собраниската говорница. Следаа неколку одложувања, пошто пратеничките прашања денеска завршија со само едно од лидерот на СДСМ Филипче. Андријана Лазова-Божиновска. Наместо за пратенички прашања како што беше предвидено, собранието половина ден го потроши во кавга за непочитување на деловникот. Пратеничката од партијата на села Илира Даути со процедурални говори ја блокира седницата бидејќи не добила писмен одговор од премиерот кога ќе се гласа законот за правична застапеност, за кој е потребен така наречен мал бадентер. Опозицијските пратеници ја поддржаа. Владеачкото мнозинство бараше да продолжи суштинската дебата, а спикерот Гаши побара од комисијата за деловнички прашања да даде мислење дали таа има право да ја блокира целата седница со ова барање. Премиере, јас ви се обратив во својство на премиер и вие имате должност да го почитувате деловникот. Службите на владата многу наскоро во собранието ќе го донесат одговорот, но ова не може да ја попречува работата на ова седницата. Ако членот 44 е дециден, вика 20 дена, не може да биде 30. И констатацијата на председателот треба да биде: извинете, прекашен е деловникот. Ова ја не верувам дека некаде во светот се случува. Најединствената можност на опозицијата да поставува директни пратенички прашања и да добива одговори, опозицијата истата да ја кочи и да ја злоупотребува говорницата. Пред да почне процедуралната кавга, лидерот на СДСМ Филипче постави едно пратеничко прашање до премиерот Мицкоски за неколку теми. Одговорноста за епидемијата во Гостивар, блокадата на евроинтеграциите, унгарската истрага за кредитите, животниот стандард. Мицкоски во однос на економијата рече дека споредбено со претходната влада на СДСМ имало значителен раст на БДП и висината на просечната плата и пензија. Покажувајќи документи од собраниската говорница, го обвини Филипче дека не презел ништо кога бил министер за здравство, иако и тогаш имало неисправна вода за пиење. Зошто не ги објавувате резултатите од водата во Гостивар? Зошто имате контрадикторни изјави? Вие едно, министерот за здравство друго. Секој ден ви е полно устата. 4 сме биле во Европа, 3 сега сме први. Ама луѓето знаат како живеат. Те живеат на работ, на екзистенција. Зарем сега не се потврдуваат нашите тези тоа што ние го зборуваме? Дека намерно не сакате во Европа. Граѓаните знаат дека вие сносите одговорноста за сите овие работи. Но сакам тоа да го слушнам од вас. Кој е премиер е крив за сите овие работи во државата? Просечна плата во државава во јули 2017 година 22.671 денар. Просечна плата мај 2024 41.252 денари. Овде има за Гостивар цело туце и за околината на Гостивар. Вие сте министер тогаш во тој период. Не само што ви гореа модуларни болници, туку како доктор вие не се државте до заклетвата. Вие дозволувавте луѓето да конзумираат вода која што во најмала рака кажано представувала ризик за здравието на тие кои што ја конзумирале. Ова е последна седница на пратениците пред летните одмори, а според најавата од собранискиот спикер Гаши, ќе се вратат на работа на 21 август.
По тензиите со пратеничката Илира Даути, седницата повторно беше прекината и по 15 часот и продолжи нешто по 17 часот, но овој пат подпредседателката на Собранието Бендавска ја прекина седницата. Со оглед на тоа што овој ден помина вака како што помина, процедуралното беше апсолутно злоупотребено, тензиите се кренаа во Собранието непотребно, се исполитизира целата работа, барам еден час пауза. Благодарам. Со оглед на тоа што ќе навлеземе над времето предвидено за одржување на седница, тука ја завршувам седницата. Забраната за пиење на водата во Гостивар останува се додека нема 3 последователни негативни тестови, вели Клековски. Секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби. Спикерот Гаши вели дека негово деловничко право е да одлучи кога законот за правична застапеност ќе биде ставен на гласање. На брифинг со новинарите објасни зошто вчера одлучил да го повлече предлог законот за проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028. Во однос на отсуството од прославата за Илинден, Гаши уверува дека како председател на Собранието ги почитува сите државни празници. Маја Стојановска. Нема политичка порака во моето отсуство од мечкин камен, уверува собранискиот спикер Африм Гаши, по реакциите во јавноста дека втора година поред нема да присуствува на централната прослава за Илинден во Крушево. На брифинг со новинарите, тој потсети дека минатата година бил спречен поради здравствени проблеми, а годинава вели иако нема физички да присуствува. Како председател на Собранието директно учествувал во организацијата на илинденските чествувања. На свеченоста ќе се обрати подпредседателот на Собранието Антонио Милошовски, потврди Гаши. Отсуството годинава го објаснува со учество на меѓународна конференција во Египет, каде како што вели, ќе се дискутира за важни теми како со животот, толеранцијата и борбата против говорот на омраза. Порача дека максимално ги почитува државните празници и повика неговото отсуство да не се толкува како политичка порака или тенденција. Сакам во јавноста и на сите граѓани да им пратам порака дека Африм Гаши, председател на Собрание, ги почитува сите државни празници, тоа сум го покажал секогаш. Од првиот ден во политиката, особено сега во својство на председател на Собрание, мислам дека нема никаков простор за двоумење дали го почитуваме или не. Тоа апсолутно нема, не треба да има таков простор, но како држава, како државен врв, одлучивме дека треба да се искористат двете шанси. Повикувајќи се на членот 170 од деловникот и подсетувајќи дека истата можност била искористена 161 пат во претходниот собраниски состав, Гаши посочи дека самиот ќе одлучи кога законот за правична застапеност ќе биде ставен на гласање. Повтори дека законот ќе се гласа со малба дентер, откако таквата постапка била утврдена од Комитетот за односи меѓу заедниците. Ќе биде свикана седницата, ќе бидат сите пратеници повикани и ќе одлучи пленумот. Моја обврска е да одлучам на кога е најдобриот и најпригодниот момент за одлучување, а потоа како ќе одлучи пленумот, сите тоа ќе го испочитуваме. Собранискиот спикер се осврна и на предлог законот, поврзан со Скопје Европска престолнина на културата 2028, кој вчера беше повлечен од дневниот ред. Гаши вели дека одлуката била донесена за да не се блокира работата на Собранието и да не се доведе во прашање кандидатурата на Скопје, поради, како што кажа, дилемите околу јавните набавки. Поважно е, вели, градот да не ја загуби оваа титула, отколку таа да остане во сенка на политичките несогласувања. Порача доколку има оправдани забелешки, тие во наредниот период да се коригираат, за законот да добие поширока поддршка. Бизнисменот и почесен конзул Борче Марковски, кој е еден од обвинетите во случајот со Рек Битола, од вчера е во Србија, откако со мислење на вишето битолско обвинителство му бил вратен пасошот. Според одговорот на обвинителството и неговата одбрана, тој не побегнал, туку заминал во Србија поради деловни обврски и за 2 дена ќе се вратил. Деталите ги има Михајло Видимлиски.
Не основното, туку вишото јавно обвинителство во Битола го променило ставот за враќање на пасошот на бизнисменот и почесен конзул на Белорусија во Македонија Борче Марковски, по приложената гаранција од околу 5 милиони евра. Откако одбраната повторно побарала укинување на мерката за одземање на патната исправа, предметот бил рефериран до вишото обвинителство, кое наложило јавниот обвинител во Струга да даде позитивно мислење за барањето. Првично на 15 јуни, основното јавно обвинителство Струга било против враќањето на пасошот, но по разгледување на предметот, вишиот јавен обвинител оценил дека со веќе определената гаранција е одстранета опасноста од бегство на обвинетиот. Основниот суд во Струга му го вратил пасошот на Марковски, каде председател на кривичниот совет бил судијата и председател на судот Вулнет Винца, кој од денеска заминува во пензија, откако судскиот совет го отфрли неговото барање за продолжување на вршењето на судиската функција, бидејќи ненавремено доставил изјава. Воедно се прифаќаат аргументите на одбраната дека обвинетиот поседува фирма во Република Србија, чие работење е сериозно доведено во прашање и постои можност да биде нанесена ненадоместлива штета, доколку тој во најкраток можен рок не отпатува таму за да потпише документација во врска со работењето на фирмата. Велат од битолското обвинителство, од каде додаваа дека сите аспекти на ваквата одлука и соодветната аргументација ќе бидат испитани, а во моментов не можело да се смета дека обвинетиот е во бегство и тој има обврска да се јавува пред судот. Според информациите, Марковски вчера бил задржан на граничниот премин Табановце, но по извршените проверки му било дозволено да ја премине државната граница и да влезе во Србија. На него и на 8 други лица им се суди за дислокација на погонските станици од рудникот Осломе и во рудниците на рек Битола. Тендер тежок над 1,7 милиони евра. Освен на Марковски, им се суди и на 5 мина вработени од рек Битола и 2 вработени во неговата фирма. Еден од обвинетите и поранешниот директор на рек Битола Пеце Матевски, на кого веќе му се суди и во Битолскиот суд за случајот со тендерот за ископ на јаловина со фирмата Рудокоп Битола. Судскиот процес за Марковски почна во Основниот суд Битола, за потоа да биде целосно префрлен во судот во Струга, а рочиште е закажано за 2 септември. Судијата Зоран Герасимовски е определен да извршува функцијата вршител на должност председател на Апелацијскиот суд Скопје, објави на денешната седница председателот на Судскиот совет Александар Камбовски. Герасимовски доби поддршка од 9 члена на Судскиот совет, а 2 беа против. Предходно членовите на Судскиот совет го разгледаа предлогот судиката Тања Милева да биде назначена за веде председателка на овој суд, но не го доби потребниот број гласови. За неа гласаа 20 членови на Советот, додека другите 9 беа против. Герасимовски ќе ја извршува функцијата веде председател на Апелацијскиот суд Скопје до изборот на нов председател на судот во редовна постапка. Секојаш бил високо бодиран, како што е и во конкретниот случај, значи последната негова цена е позитивна, а исто така е високо бодиран во однос на останатите колеги суди на Апелациониот суд Скопје. Сметам дека на овој начин ги исполнува предвидените формални услови. Определен за вршење на функцијата за веде председател на Апелациониот суд Скопје судијата Зоран Герасимовски. Согласно законот, колеги, потребно е веднаш да распишеме и оглас за избор на председател на Апелациониот суд Скопје. А до изборот на веде председател на Скопска апелација на денешната седница дојде откако вчера досегашната председателка на овој суд Меридика Георгиевска беше избрана за уставна судика. Судиката Георгиевска денеска ги започна своите работни обврски во Уставниот суд. На првиот работен ден оствари работен состанок со председателот Дарко Костадиновски, кој ја запозна со внатрешната организација и начинот на функционирање на Уставниот суд. На судијата Георгиевска и се доделени работни материјали за предстојните активности на судот, а во наредниот период ќе и бидат распределени предмети по кои ќе постапува како судија известител, соопштија од судот. Незиниот мандат во уставен е 9 години. Седум потврдени случаи со западно-нилска треска има во земјава. Од нив 2 се борат за живот, потврдуваат од инфективната клиника. Она што е загрижувачки е фактот што само еден од потврдените случаи патувал надвор од Македонија. Деталите ги има Сања Трајковска-Ставров.
Двајца скопјани на 66 и 76 годишна возраст се борат за живот откако по убот од Кумарец во Скопје имале невроинвазивна форма на инфекцијата западен Нил, односно воспаление на мозокот и мозочните обвивки. Останатите петмина, кај кои веќе е потврдена западно-нилската треска, се стабилни, иако сите имаат и други хронични болести, потврдува директорот на инфективната клиника доктор Фадил Цана. Освен потврдените, има уште 3 суспектни на западен Нил, за кои се чека лабораториска потврда. Моментално на клиниката за инфективни болести има хоспитализирани 7 пациенти со лабораториски потврдена инфекција на вирусот западен Нил. За жал, за двајца пациенти се во критична состојба, кои се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Еден е 76 годишен, другиот е 66 годишен. Двајцата се интубирани и се лекуваат во одделот за интензивно лекување. Иако само кај 1% од заразените може да има ваков исход по каснување од заразен кумарец, состојбата од стабилна може брзо да се влоши, како што е случајот со 66 годишникот, поради што е неопходна хоспитализација во болница, појаснува доктор Цана. Знаеме дека се работи за акутно вирусно заболување, за кој по сите светски протоколи се знае кој е лекот, дека нема некој специфичен лек, туку е супортивната поддршка. Сите пациенти се над 6 годишна возраст и со доста коморбидитети. Значи, таа возрастна група е најизложена за вирусот, за најтешката невроинвазивна форма. Освен еден што патувал надвор од државата, сите останати случаи се домашни, односно од кумарец заразен со западен Нил, кој е присутен во Скопје. Од Центарот за јавно здравје за Канал 5 потврдуваат дека излегле на терен и решиле дека мора за заштита од кумарци да се прска цело Драчево и Ченто, а поради еден потврден од аеродром да се изврши дезинсекција во неговото живеалиште во радиус од 200 метри. Оваа зараза не се пренесува од човек на човек, туку преку кумарци. Па затоа апелот, особено до повозрасните над 60 години, е да не се остава застоена вода дождовница и да се обрати поголемо внимание за заштита од убоди, со спрееви против кумарци, мрежи и соодветна облека. Министерот за здравство не сака да дава рокови за водата за пиење во Гостивар. Пробите, вели тој, ќе продолжат, се додека не се добијат 3 добри последователни резултати. Повеќе детали има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Нема датум или од кој ден гостиварци ќе може да пијат и да готват со безбедна вода од градскиот водовод, изјави министерот за здравство Сашо Клековски. Тој потенцираше се додека нема 3 последователни негативни тестови, водата нема да биде за употреба за пиење ниту за готвење. Во моментот чим 3 едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Оно што е важно дека водата сега може да се употребува за други намени, а не за пиење и подготовка на свежа храна, така што тој дел барем е разрешен. И тука не можеме да шпекулираме. Треба 3 теста на кориснички места да бидат соодветни за да може да АХВ ја повлече забраната за употреба на вода за пиење. Премиерот Мицкоски вчера изјави дека една од причините за водата да остане само за техничка употреба е потврдата на резидуелна бактерија во инсталациите. Но што го кажува премиерот дека сакаме да бидеме максимално сигурни пред да дозволиме водата да се употребува за пиење и за подготовка на храна. Значи се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби. Во здравствените установи во Гостивар вчера биле прегледани нови 73 пациенти. Во општата болница биле 45 нови прегледи, од кои 26 инфективното оделение, каде 2 биле хоспитализирани, а 18 биле деца. Во здравствениот дом Гостивар регистрирани се 28 нови пациенти во дежурната служба.
Осигурениците во вториот пензиски столб се безбедни, уверуваат од Асоциацијата на друштва за управување со пензиски фондови. Оттаму предупредуваат и дека евентуално укинување на вториот столб и национализација на средствата би донеле само краткорочно олеснување, но долгорочна штета за пензискиот систем. Повеќе од Сандра Спасовска. Подолг стаж, повисоки придонеси и времето поминато во осигурување се трите клучни елементи кои влијаат врз висината на пензии кои се исплаќаат од вториот пензиски столб. Од Асоциацијата на друштва за управување со пензиски фондови уверуваат дека осигурениците во овој втор столб, кој брои вкупно 630.000 осигуреници, од кои во моментов само на околу 150 лица им се исплаќа пензија, се безбедни. Од Асоциацијата на брифинг со новинарите, коментирајќи ги најавите за евентуално укинување на вториот столб и национализација на средствата, велат доколку дојде до такво нешто, според нивните анализи, тоа ќе го реши проблемот само краткорочно и ќе остави огромна штета врз сите. Воведувањето на вториот столб е токму заради релаксирање на обврските на првиот столб. Поголем износ на придонеси во првиот столб, а поделена обврска за исплата на пензиите, значи дека низ годините постепено ќе се избалансираат приходите и расходите на ПИОМ и ќе дојдеме до состојба на негова одржливост. Тоа е целта на реформата. Според Асоциацијата за поголеми придонеси потребни се и реформи и промени. Една од опциите според нив е воведување на така наречени мултифондови. Предлогот е оние кои што се помлади имаат подолг период до пензионирањето, односно можност за преземање на поголем ризик во вложувањето, да имаат поагресивно портфолио, повеќе изложено на акции и инструменти со променлив принос, понатаму да се балансира кај оние што се во средна возраст и да се заштити создадениот имот низ годините, кај оние што се пред пензионирање. Инаку, според анализа на МАПАС, заклучно со 36 годинава, вкупно 147 лица добиваат пензија од вториот столб. Во категоријата корисници со минимална пензија се опфатени 113 лица. Од нив, 75 корисници остваруваат месечна исплата над 8.000 денари, додека 38 корисници остваруваат исплата од 4.001 денар до 8.000 денари. Во категоријата корисници над минимална пензија се опфатени 34 лица. Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на Фондот за здравствено осигурување за 2024 година. Со извршената ревизија е изразено мислење со резерва за вистиното и објективно прикажување на финансиските извештаи и за усогласеноста на работењето со релевантната законска регулатива. И покрај преземените активности за спроведување на дадените препораки од претходните ревизии и понатаму постојат слабости и потребни се системски подобрувања. Ревизијата нагласува дека ненавремената уплата на средства по основ на придонеси од надлежните институции влијае врз ликвидноста на фондот, со што е отежнато навременото сервисирање на обврските на здравствените установи во рамки на договорените надоместоци, се наведува меѓу другото во извештајот. Европската комисија најавува дека летово ќе продолжат флексибилните мерки за влез-излез од Шенген зоната, но засега е непознато дали олеснувањата за туристите ќе важат и од септември. 9 членки на Европската унија, меѓу нив и Франција, Италија и Грција, веќе побараа олеснувањата да продолжат. Афродита Рамос со деталите. Системот за влез и излез од Шенген зоната ќе продолжи со флексибилност во привременото суспендирање на собирањето биометриски податоци на оптоварените гранични премини во пикот на летниот период, велат од Европската комисија. Сепак, засега нема дефинитивен одговор дали оваа флексибилност ќе продолжи и по септември. The current rules also, they already include some inbuilt flexibilities and fallback procedures to address exceptional situations. So this includes a possibility, in some cases, actually to temporarily suspend the registration of biometric in case of, again, exceptional circumstances during the summer. So we are now in close and constructive contact with those member states, the ones that perhaps also have addressed some concerns to us, to see where the challenges are at certain border crossing points.
И додека системот за влез и излез создава гужви на дел од граничните премини за влез во Шенген зоната, официјалната статистичка канцеларија на ЕУ, Евростат, објави извештај за 2025 година, кој покажува дека се зголемил бројот на европски државјани кои не можат да си дозволат еднонеделен годишен одмор надвор од нивните земји. На врвот на листата се Романија со дури 61,4% на жители, а по неа следат жителите на популарната туристичка дестинација Грција со 46,6%, додека третото место го делат граѓаните на Бугарија, но и Унгарија со 39,1% од нивните жители. Најмал процент на граѓани кои не можат да си дозволат годишен одмор се бележи во Луксембург со 10,6%. Последните статистики на Евростат на оваа тема за Македонија се од 2024-та, кога 48% од македонските граѓани не можеле да си дозволат еднонеделен годишен одмор. Сепак, во последните 10 години овој процент бележи континуиран пад, односно во 2016-та тој изнесувал 65,3% од жителите на државава. Пионерите на трансмузиката, диджеите Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд ќе настапат во Струмица на 16 август во градскиот парк како дел од манифестацијата 35 години независност на Македонија, која започнува на празникот 2 август Илинден во Битола, а завршува на денот на независноста 8 септември во Скопје. Настанот ќе биде од отворен карактер и со слободен влез, соопшти портпаролката на владата Марија Митева. Почнуваме од 2 август и со централниот настан на 8 септември на 9 гета на градскиот стадион. Веќе ќе го заокружиме концептот околу одбележувањето. Дополнително го најавивме и оној грандиозен настан на 1 септември со Хозе Харирас и со најдоброто од Македонија, со македонски уметници. Навистина ценам дека она што како влада го имавме како концепт заедно со организаторот, тоа е етапно да ги најавуваме настаните. Најавивме дека ќе бидат повеќе настани, дека ќе се трудиме достоинствено да одбележиме еден голем јубилеј за нашата Македонија. Во продолжение Вести Плюс со Ивана Стојановска и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Пријатно.